Не, во име на Жаклина Пешевска не полемизирајте без потреба, за сериозни теми разговараме и овде сме сведоци на повикување на имиња многу луѓе што не биле во салава и ќе ве замолам за конструктивност и за колегијалност и за коректност, затоа што овдека седиме, работиме посветено, чекаме да ги елаборираме нашите амандмани. Сега да се повикувате на Мицковски, многу пати ја тресевте фотејата, јас мислам дека е редно да ја протресете фотејата на Заев и да си свикате итен конгрес и да си го смените лидерот. Бе сега тоа не го зборам, ама веќе кога веќе ме повлекувате за јазик, јас морам да кажам. Наместо за битни теми како Преспанското езеро, вие сте се фатиле за фотели. Што се битни фотелите? Што превземавте за Преспанското езеро? 9 месеци акцијски план, ништо немате направено. Едно од најстарите, да речам, тектонски езера, кои што се природни споменик на природата, прогласен уште од 2004. Така е. Прочитете повеќе статии за Преспанското езеро и ќе видите дека едно од најстарите тектонски езера и едно од 17 може и 5 милиони години што постои езера. И наместо за тоа да разговараме сега пак за лидери, наметнувате некои теми што не треба. Сега ќе се редиме со процедурално. Ако така сте решили да работиме, во ред. Ама на тој начин вие покажувате колку вие се грижите да одат парите кај граѓаните. Вчера се оквалификува овдека секакви квалификации. И се дозволи, вие не реагиравте процедурално. Зошто? Зошто? Ги оквалификувате нашите амандмани. Со кое право? Тие се амандмани што ние сме ги извадиле од вашата програма. Вие треба да се срамите што не се реализирани. Што вие не работите за корист на граѓаните. Срамота.